Сум живеел на улица, знам како е на улица да живееш под коли, у дупки сум спиел, година дена на улица бев. Не се јави никој? Не, никој. Никогаш немаат разговарано на оваа тема? Не. Летово го минува во трошната куќа во селото, во малата соба, каде наместо под и тепих гази на земја. Делови од таванот може секој момент да паднат. Спие на железен кревет. Во зима се покрива со бодликава покривка ткаена од козјо влакно. Мислев дека можам како некого да се обратам, а таму беше само социјалниот центар, социјално. Го ќе одев таму и нормално. Добро бе, дете, ајде, и ти не си некој цвеќе за мирисање, ајде, ќе помине уште малце, ќе напунеш 18. Ајде, ќе излезеш, ќе најде чаре. Манипулации и злоупотреби затоа што не стекнале вештини за самостоен живот, немаат строг надзор од поранешниот згрижуваат старател. Значи, однапред се осудени на пропаст. Еден генерален аспект имаат лош имидж децата домци, што е предрасуда. Како да отидам да разговарам со работодавачите, како да напишам CV, како да напишам мотивационо писмо. Кога бадав многу пати работа, ќе видиме дали има место и почнем дојде една недела, кога доаѓаше една недела, тика не ми треба. Креваат раце, не се заинтересирани да ги вработат овие луѓе. Тоа е еден голем проблем со кој што они во секојдневниот живот се соочуваат. Значи, ние како деца со категорија, како без родители, ние ги разбираме проблемите кои што ги имаат во државата, например со големото невработување. Сега може некој да каже, па чекај се, имаат и други што не се вработени, се без категорија. Не ми треба сожалување, ми треба работа, вистинска работа. Обштествено одговорни работодавач. Вклучете се во европскиот проект Од дом на свое. Притиснете ми се допаѓа, донирајте и регистрирайте се на првата онлайн берза From Foster to Prosper. Да го промениме работниот статус на младите без родителска грижа. Деца без родители говорат како се живее таму, без соодветно образование и основна култура. Институциите не се грижат за нив. Меѓутоа државата бара системско решение за децата без родители, нивно образование, вработување и свој дом. Да вработуваат млади луѓе без родители од детските домови и дом семејства се залага првата детска амбасада Меѓаши. Сепак да се биде дете без родители и родителска грижа, а без подршка од државата, државните институции и социјално-одговорните компании, за нив е голема потешкota. Оваа целна група веќе градски паркинг има вработено на неопределено време 5 лица. Самото ваше доаѓање имате ние да помогнете на овие деца и ќе си одите посреќни дома. Затоа што овие деца се паднати ангели. Многу е важно да им помогнеме во нивното вработување и токму затоа денеска вие треба да ги отворите вашите срца и врати. Има за цел да овозможи социјално вклучување на младинците кои што излегуваат од установите за згрижување на деца и млади без родители и родителска грижа, како и да им овозможи полесно вработување, односно да им овозможи да станат самостојни личности кои што ќе може да заработуваат сами во текот на својот живот. Треба навистина да се вложи во образование кај овие младинци уште додека се во тие установи.
овој саем имаше 12 општествено одговорни компании кои што се представија и кои што се расположени, односно сакаат во своите редови да вклучат младинци од овие установи. Она што можеме како институција да помогнеме, можеби ќе дадеме на некој начин и индиректна помош на компаниите, на членките на Стопанската комора. Значи сите вие што ќе ги запослите некој од децава, ќе ви пружиме можност да ги користите сите коморски услуги кои што ги возможуваме. И отварање одлучи да вработи деца од домот за без родители. Нормално почна со мене, па заврши со 6 вработени. И јас сум член на детската амбасада Меѓаши, волонтер во исто време. И сум, значи, со години таму. Се вработи преку детската амбасада Меѓаши со тоа што ми излегува во сусрет. И сум предзадоволен. Со самото ваше доаѓање имате ниет да помогнете на овие деца и ќе си одите посреќни дома. Затоа што овие деца се паднати ангели. И ние треба само да имаме совест, чиста мисла, здрав разум за да ги вработиме, односно да им ја кружиме шансата која што тие толку очајно ја барат. Ако Меѓаши ни е генератор на нашата совест, тогаш ајде да испочитуваме оваа совест и да ја претвориме во реалност.